Ова е мојата пријателка, кравчето шеќерна, така си ја викам, баш се со шеќерна си разговаравме, си правевме муабет и дојдовме до неколку заклучоци за сегашните скопјани и скопјанки. Какви се ти? Например, жените бараат богати и згодни мажи. Добро, тоа не е нешто непознато, ама проблем е што денес и барите и мажите бараат исто бе. Богати и згодни мажи. Добро, а и по новиот деловник бараат и богати и згодни жени сега. Абе, секој за секого знае до кај му е джебот, тоа е проблем со градов, бе. Абе, одма вака кој се појавиш, одма те скенира, знае колку вредиш, бе, знае колку железарија имаш у джебот, тоест колку девизи имаш у джебот. Абе, ко бев копилј, бе. Ко бев копилј. Абе, девојка немаше шанси да признае дека е сапџика. Срамота беше, бе. Ке и се смее пола Скопје, бе. Така вика. А денес се фалат со тоа. Ги заболе дунда дека и се смеело пола Скопје. Тогаш ретки беа мажите што сакаат да прелажат богата девојка или жена за да живеат на незин грб као паразити. Денес врие такви мажи. Знаете по која формула работат? Сега ќе ви каже Чичо. Ова за жените поише важи да знаат мужите како ги муваат, овие што се лепушкасти со плочки, така овај латино фраери, Антонио Бандерас. Сега Чичо ќе ви каже. Знаете што прават овие фраери, бе? Паразити, бе. Прво ја лаже цурава дека работи некоја важна работа за јака плату, некоја јака фирма. После кој ќе ја смува, ќе почне као да ќе покани кај неа дома, ќе почне да живее со неа, едно време ќе го види оваа секоја сабајле дома е и ќе му рече зашо не си на работа, ќе рече абе види дадов отказ, пошто него заслужуваат нели него на работа, пошто е многу вреден. И така он останува дома, оваа работи, заработува добро цурава, а они го шета кучето умало, многу такви гледам ја умало, кучињата на цуриве нивни им ги шетаат. После, дека е слободен, нели, може ако е женава, нели, окей, разведена со дете, може и го зема детето и од школо. И нормално си живее на нејзин грб у наредните години. Па и мајка и може ја вози на депилација, бе, да, па и тоа е дел од тие овие активности што еден современ скопјанец домазец со плочки на стомакот, нели, ги обавува за да живее на грбот на неговата сакана партнерка. Да, мора да ја вози понекојаш и мајката на невестата на депилација, да не се оладеле нозете, да не се збрчка кожата. И Шизиков на батерии прави филмови на цуцава, нешто дека луда ја сака. Ти си ми една единствена, да знаеш, немам друга. Немам друга, верен сум ти, бе, као куче сум ти верен, бе, као куче, бе. Абе, она джукелано нешто гледаш, не е поверна од мене, бе, као куче сум ти верен, бе. Гинам за тебе, ама, гинам. Арно, ама, кој ќе замине оваа саканава негова на работа, он одма дзеврц со телефонот и се јавува на друга и у некој скопски во овие маливе хотелчиња, да не кажам некој потежок збор. Што мислевте ви, дека се толку вака фини, екстравагантни. Али, најлуди мужи се оние што пред да влезат во кафеќ ги вадат бурмите и ги ставаат у джеп скришно, онака да не ги видат. Знаеш, пред да влезе у кафеќ, вака ја вади бурмата, тура у джеп и влага у кафеќ и почине на некоја цура одма на шанки преведи, почине со рацете да ја објаснува каде. Знаеш, баш супер што те сретнав, многу си згодна, што работиш ти обично, 10 пути да види дека нема бурма. А таму е джеп. А инаку куп жени знае дека мажите им се неверни. Ама да ви кажам право, ги боли сливата, пошто редовно добиваат јак джепарат за мир у куќа. Сите бараат искреност, али само декларативно. Глумат лудило и се гледаат у очи. Инаку, знаете и сами, во суштина, искреност никој не сака. Точка. Сите смислуваат глупи оправдувања за било што. Абе за ситници, само да те мува, да те вози, да те лаже. Жените се жалат немало нормални мужи. Мажите се жалат дека жените се распрдени, со преголеми очекувања. Знаеш, чекаат принцови.
На крај ќе им дојде само конјот. Пошто ако е слеп на едно око, дамбетер. И така, ако им дојде таков уствари место принцот конјот, чор на едно око, може да останат и сами, ке си рече, па ова не е она што јас го очекувам. Јас очекувам принц. Не чора мазга на едно око. А башка може и подобро да не и дојде принц, бе, на таа што чека принц, оти денес, во денешно време, овие принцовите се најчесто пешковци, бе. Абе, пешковци, бе. А ако не се пешковци, тогаш се размазени мамини синови и на 40 години живеат со мама, тато и спијат со бату у детска соба. Тоа. Па куче едно, бре, од улица има поише достоинство од нив, бе. А не се знае овдека веќе во Скопје кој е полут, кој е пое сабџија, мажите или жените. А сите се као верници. Абе, сите се верници, бе, не е нормална работа, бе. Сите, она ти кажа, верувам во Господ, постира на Фейсбук, икони, светци, слики од слави. Абе, луда работа. Абе, мислиш ова живее по сите Божји заповеди. Дури има смислено плюс 5 и 3 од ДДВ. Овај 3 гратис, како се вика тоа. Дека е препуна со Божји заповеди. Ама тоа за предјавност. Ама навечер, кој ќе излезат, бе. Абе, договараат оргии, свингераи, бе. Еве, гледам сега, пак тоа по тие, како се викаат извештаите, и Сида пак ни се појави. Јас нема едно време, исчезна, ја реков, ова Сидава си отиде, више нема да се... Еве, а пак се појави. И сега шо правиме? А за херпесот и сифилисот у Македонија, па уста да не отворам. Ма трипер, капајца, шо и тоа. Абе, то све фрлено на блуд и разврат, бе. Ај, и што е тоа не ставање кондоми, бе? Не им е срам. Мисла дека за време додека го стават кондомо, дека ќе загубат ерекција. Глупи мужи, толку се мужите немаат самодоверба, до толку, бе. Трипераши. Абе, добро, па тие се екстра класа, бе, шо буржуазија, недопирливи, на друго небо. А има и жени што за да ја збариш мораш да им понудиш кока. Има такви у кафичи, доаѓаат кај жени, вика, ако сакаш да се симнеме малку доле, да шмакнеме кока. У наше време, бе, тоа го немаше, бе, ние кога бевме, еве да кажеме, 25, 26, 27 години. Кока? Тоа му е начин да ја пристапи на женска, значи не размислува како да ја пристапи, да ја шармира со некоја штос, со нешто духовито, со нешто така. Ако сакаш, ако се симнеме доле, да шмркне малце кока. Тоа бе, луѓе, да си знаете, на шеќерна и објаснив, генерално, парата го врти ноќниот живот во Скопје. Парата склопува врски и бракови, да немате дилеми. Не клеца ни упорниот, ни убавиот, ни шармантниот, посипај ги со пепел. Клеца богатиот. Не мора ништо да прави, ако има пари, може да биде глуп. И пак ја однесе у кревет сурата. Нема потреба да ја шармира. Абе, глуп дебидус може да биде, уста да не знае да отвори. Азбуката до трета буква да ја знае. Ако има пари, сум видел. Најтешки глупости да каже, она се клјафти, се кревели. Джабе ти е све. Ни да ја шармира, ни да ја засмее кој што треба, може да е сам женет или со деца, нема врска, бе, тоа каков е. Глуп женет со деца, ако е богат, на ниту една не и пречи каков и да е. Не мора да крие ни бурма пред да влезе у кафуле. Кога имаш пари, жените ти наоѓаат квалитети, а кога ги немаш, ти наоѓаат само мани. Стара Скопска. Ако си голтар, ќе си бидеш сам, па биди ако сакаш и Никола Тесла. Се овде во градов смрди на препичи лицемирие. Абе, труе! Шо би рекол Пантич од славниот филм Тесна кожа. Ево вам паре! Ево вам паре! Дупе вам зинуло за паре! На
паре. Ево вас паре да вас ево. Сега е 16 часот после пладне. Оно што во позадина го слушате е филмот што оди на Cinemax, се вика Јаглен. Го гледав до моментот кога има една сцена како двајца со бради се залапаа на седиште на мотор. И таа сцена трае добра минута и пол докај две, додека се лапкаат овие брадосаниве. И тоа оди се емитува во 16 часот попладне на Cinemax, кога децата се дома после школа, кога седат и гледаат во тие нови европско-унијашки вредности што ги наметнуваат преку медиумите и телевизиите и сите останати алатки за ширење на таа ЛГБТ пропаганда. Дали и кога оваа држава ќе воведе ред во тоа што се емитува на телевизиите и во кои термини се емитува? Ако веќе сте решиле да го отруете, да ги отруете нашите деци, нашата младина со вашите EU вредности, барем имајте усул за степенот на тоа што им го сервирате. Ова беше толку гадно, брутално гадно, што го видов како сцена, што мене како возрасен човек кој што видел све и свашто у животот, кој што знае кои најскриени длабочини може да ги досегне човековата душа во негативна смисла. Дури и мене ми беше неприфатливо, иако кога сум бил млад сум имал релативно леви сваќања и многу послободумни во однос на некои појави и феномени на нашето живење. Значи, ќе кажам пак, немам ништо против сексуалните ориентации, да не го сватат погрешно оние корпорацијски хомосексуалци кои што се платени да прогонуваат нивни неистомисленици, кои што се против нивната брутална пропаганда што сакаат да ја наметнат во ова општество, поготово со неа да ги трујат малите и помладите генерации. Значи, немам ништо против сексуалната ориентација, но имам многу против овој начин на пропаганда. По секоја цена, кај се туркаат по разни филмови и серии, вклучувајќи македонски, кај намерно се туркаат такви вредности, значи не можеш да снимеш серија, не можеш да земеш не знам какви странски пари од EU фондови или американски, ако немаш во серијата еден што е со малце поинаква сексуална ориентација, еден не знам каков, друг не знам каков, и сето тоа нели под превезот на толеранција и прифаќање на различитости. А суштината на тоа сите знаеме е сосема друга. Целната група е сосема друга, поентата, постигнувањето на одредена цел е од многу позлокобна природа. Ја знаете и сите тие која ме главната цел да се разбие традиционалното семејство, затоа што по една глобалистичка структура на светот, во една глобалистичка визија на светот, атомизираната единка која што функционира сама за себе, без корени, без фамилија, без минато, без овој сегашност, поточно со сегашност која е само посветена на тоа да се биде шраб во таа глобална машинерија, сето друго, сите оние други традиционални вредности, вклучувајќи го и семејството како јадро на секоја стабилна држава, се пуштаат по вода. Токму затоа и постојат овие агенди, ако некој до сега не му беше јасно зошто се прави сето тоа. Значи, апел, повеќе нема да апелирам до оние кои што владеја со Македонија последните 6-7 години, кои што самите
самата нивна партија беше киднапирана од разни невладини организации, шпиунчињата во нив кои што работат за странски служби, кои што работат, кои што се во суштина и кариеристи, кои што мора да ги одработат сите овие работи, вклучувајќи оваа со ЛГБТ пропагандата, за утре да добијат поубави места, да бидат повикани у некои think tank организации, европски, вакви или онакви. Значи нема што повеќе да им се обраќам на нив, кои што воведува, не знам, во образованието какво, не знам, сексуално образование, со кое што целта беше да се труе младината, тоест децата, со некои тези кои што се во својата суштина многу злокобни. Значи немам намера да им се обратам на нив, затоа што тие го покажа своето вистинско лице, и затоа ќе си добијат ова клоца на овие избори, ќе сватат каква омраза успеа да разбудат кај сопствениот народ, кај македонците. Мислам, кај оној народ од кој што биолошки потекнуваат, но идеолошки очигледно се многу далеку од него. И не само што се далеку, туку не пропуштаа прилика како да го понижат. И на колку само разни начини. Ова е повеќе апел до оние кои што се надевам дека ќе наследат ова, ќе ја добијат власта, да управуваат со Македонија во наредните 4 години. Опозицијата, нели најголемата опозицијска партија, ВМРО ДПМН, се надевам дека ќе успеат да дојдат на власт. Без разлика на оно што било за многу работи кои што ги правеле тие во минатото, мора да се помириме, тоа мора да го знае секој кој што планира, кој што има цел да ја тргне квислиншката власт на Социјалдемократскиот сојуз. Она што било, мора да седнете, да се погледнете во очи. И меѓу првите работи што ќе ги направите, сметам на тоа дека ќе ги поништите предавничките договори од нивици и оној со Бугарија, дека ќе го вратите достоинството на македонскиот народ со поништување на овие договори, и дека меѓу другото, првото нешто што ќе го направите е овие повампирени следбеници на европските вредности, кои што имаат овде разни невладини организации, кои што добиваат стотици илјади евра годишно да туркаат одредени агенди на разни европски шуши и первертити, дека ќе бидат во голема мера сопрени во нивните намери да вршат пропаганда на најмалите во училиштата и вака во термини, кога нашите деца се дома и може да гледаат вакви блювотини од филмови и вакви сцени. Толку од мене, се надевам дека тие што требаше ја примија оваа порака и дека ќе имаат во предвид кога ќе дојде момент некои работи корените да ги смениме. Се гледаме во друга прилика.